Dobar dan želim. Čem pa lahko nudimo? Dobar ден, со што можеме да ве послужиме? Денеска на нашата листа на јадење имаме домашни специјалитети, крвавици, печеници и шунка. Можеме да ви ги понудиме овие свежи крвавици што се направени во нашата кујна. Може би сакате да бидат гарнирани со кисела репка, зелка, добар компир со пршки, кои можете да им ги додадете и на репката и на зелката. Или пак може би сакате живина, да речеме мисир, и околу добра зелена салата со малку граф и сето тоа полиено со масло. Храната – лек за здравите. Ако шницлата не била свинска и мрсна, не бев задоволен. Исто така, ако на масата немаше литар вино, пак не бев задоволен. Тоа е така кога вреќата е полна, човек некаде мора да експлодира. Не, за среќа не сме толку богати што би ни се свиткувале масите од сите тие добрини. Велиме за среќа, зашто ако погледнеме колку и што изведуваме, да видиме дека нашата исхрана ја одредува пред се нашата куповна моќ, а не нашето знаење за тоа колку и што му е потребно на нашиот организам. Нашата куповна моќ во последните години е зголемена. Затоа е изголемен прометот на прехранбени продукти. Само прометот на суво месо, колбаси и печеници за помалку од 10 години е скоро двојно поголем. Двојно е поголем и прометот на јајца, ореви, лешници, кафе и масло за јадење. Тоа за маслото за јадење апостолите на здравата исхрана би биле особено радосни, ако во тој период не е зголемена и потрошувачката на маста. Прометот на пивото сега е 2,5 пати поголем. Поголем е и прометот на разни засладени напивки, додека потрошувачката на кисела вода, што ја препорачуваат лекарите од 1970 година, е помала за 1/5. Таква е нашата просветеност за исхраната. А колку калории има една свинска шницла? Не знам, има едно 200. Тоа го пресметува работоводителот. Колку чини? Јас тоа не знам да ви го кажам. Една таква похувана шницла, што мислите, колку калории има? 120. Колку калории ви се потребни за секојдневен живот? Не знам. Тоа зависи од работата. Да, се разбира, но сепак колку. Јас тоа го правам според потребата. Тоа не го знам, сум заборавила, не се сеќавам. Зар за тоа не размислувате кога готвите? Не, ни случајно. Јас мислам до 2000, 1800, до 2000. Сметаме околу 1000 до 1500 калории. Дали вие денеска веќе нешто јадевте? Да, ќе купам чајни колбаси и работејќи пијам кафе. Значи, само пиете? Да. Во 9 часот добивате ужина? Секој ден добиваме јадење. Например, денеска имаме бакардан со гулаш, а потоа салата со граф и топло кафе. Како е во другите денови, што добивате уште? Вчера имавме свинска печеница со компир, салата и сок. Дали мислите дека овој оброк е изобилен? За оние што малку работат може би е изобилен. Што се денеска јадовте? Тоа е моја прва храна. Можете ли наутро во 9 толку изобилна храна? Сум свикнала. Потоа дома готвам добар ручек. Со што готвите? Главно со свинска маст, понекогаш со маргарин и масло. Дали пресметувате колку калории ви се потребни во секојдневниот живот? За мажот, за децата? Не. Тоа така, од око. Кога желудникот ќе биде наполнен, тоа веројатно е повеќе од потребно. 1965 година просечниот југословен со консумираната храна добил дневно 3100 калории.
1974 godina već je preko 3500 kaloriji. Погледнато од гледиштето на стопанството, тоа покрај другото значи дека во 1975 година Југославија има увезено преку 800.000 тони храна. Тоа е помалку од пред 5 години, бидејќи произведовме повеќе жито, но сепак тој увоз се уште не чини повеќе од 6,5 милијарди динари, односно повеќе од колку што добиваме со извозот на живина и риби и друго. За храна даваме 37% од нашите доходи, што значи дека храната е скапа и дека многу јадеме. Ja, pa pomfrit, seveda. Pa malo polite gor. Kak svinski izrezek imate? Pečenka, dobro, pečenka. Ja, pa veliko svija zelo. Znotraj našega povprečja. Во масата на тие 3500 калории, навистина е намален уделот на житата, но силно е пораснат уделот на мрснотиите. Tako trikrat na teden pridem. Па така доаѓа 3 пати неделно, еднаш се париски, еднаш природни, еднаш говедски шницли. Доста пати има пилешко и пржен компир. Колку мрснотија трошите за ваква чинија компир? 300-400 грама. Uživamo hranu za te. Консумираме храна за работник кој работи тешка физичка работа, а физички се помалку работиме. При тоа мораме да знаеме дека за статистичките показатели за исхраната важи познатата изрека што се однесува на вистината во статистиката, според која сите јадеме сегедински гулаш, иако едни јадат само зелка, а други свинско месо. Бидејќи нашиот просек според статистиката е висок, тоа значи дека некој јаде малку, а друг премногу, и двајцата се хранат погрешно. Дали денеска пред ова нешто јадевте? Да. Што? Салама и леп. За појадок? Не пред малку. А ручек? Мислите дека доцна сум станал? Не мислам што ќе имате за ручек. Не знам дали воопшто ќе има нешто, никој нема дома. Извините, зошто вие ова сте го избрале за ручек? Докторе, дојдете поблиску. Не знам, ми се чини дека тоа не е многу за ручек. За ужина јадовте ли нешто? Да, за ужина јадов сендвич. А за појадок? За појадок бело кафе, сирење и парче леп. Каква работа вршите? Умствена. Тоа значи дека многу седите? Да, многу. Тоа е вашиот ручек? Не, пред тоа изедов еден сендвич и сега ова. Зошто вие за ручек сте избрале само супа? Како тоа? Не знам, најмногу сакам говедска супа, а не знам зошто. Па доста лепи пудинг. Да, лепи пудинг. А месо? И тоа јадам, но најмногу ми се допаѓа ова, бидејќи дома јадеме доста такви работи. Што, супи и слично? Да. Секако, нашата словенечка кујна е во тесна врска со социјално-економските и културните фактори кај нас. Можам да кажам дека се потпира на старите традиционални навики и лоши навики, кои произлегуваат уште од старата австро-унгарска кујна и на крајот и на нашата домашна кујна. По нашата кујна премногу се присутни мрсни јадења и јадења богати со скроб, како и јадења што имаат премногу шеќер. Да набројам само некои од тие јадења. Тука најпрви ни се пржените јадења, а особено варено тесто, варени јадења богати со скроб, кои се силно запржени со мрснотии. Работникот што работи лесна физичка работа, односно работникот кој работи умствено, троши многу малку калории, 2000 до 2500 калории. Нашата секојдневна диета пак бара помалку калории, околу 2000. Бидејќи за секојдневната здрава храна е потребно месо и месни производи, добро ќе биде да видиме каква е диеталната оценка на месото и месните производи.
Ние направивме анализа на месото и местните производи. Го споредувавме говедското месо, чисто месо и чисто свинско месо со другите месни производи. На 1 грам белковини во чистото говедско месо доаѓаат само 0,06 грама масти. Ако пак ја земеме стандардната салама која е слична на нашите, ќе видиме дека има 45 пати повеќе белковини отколку чистото говедско месо. Од друга страна добиваме податоци колку чини 1 грам чиста белковина. Значи чисти белковини без други ткива кои имаат помала биолошка вредност. Ние утврдивме дека таа посебна стандардна салама е 3 пати поскапа. 1 грам белковини е 3 пати поскап отколку 1 грам белковини во чистото говедско месо. Prehrana se izboljšala. Исхраната е подобрена. Консумираме повеќе месо, зеленчуци, повеќе овошја. Со консумирањето млеко сме останати на исто ниво. Можеме да утврдиме дека бројот на анемичните луѓе е помал, но се забележува поголема здебеленост, што значи дека релативната тежина на словенците е поголема. Тоа може да има негативно влијание врз продуктивноста на трудот. Од биохемиските испитувања можеме да кажеме дека сме утврдиле зголемена концентрација на холестерол во крвта, кај и цела група испитувани жени. Во колкава мера угоеноста, која може да има здравствени последици, се поместува во младите години, тоа значи во школската возраст. Забележуваме дека веќе 10% од школските деца се дебели. Испитувањата покажуваат дека кај тие деца се јавуваат и повисоки концентрации холестерол во крвта, како и зголемен притисок. Тоа исто така може да има негативни последици за здравјето. Попладне му давам јогурт со шеќер. Со шеќер? Да, или пак виршли. А покрај тоа што уште? И малку супа. 1 виршла или 1,5. Зар не ви се чини дека тоа е доста силна храна? Рековте дека му давате наутро 250 грама млеко, што е доста големо количество. Подобро е да го пие без шеќер, зар не? За дебелината кај децата не ни е познато се. Детето кое за 10 до 15% ја надминува просечната тежина, не е толку едноставно да се рече дека е дебело, да се нареди меѓу дебелите. Истражувачите предупредуваат дека 1/3 од возрастните дебели луѓе биле дебели уште како деца. Обично причината за дебелината ја бараме кај детето и родителите. Чувството на ситоста и гладта ја регулира посебен центар во мозокот, додека родителите ја регулираат исхраната. Пред се, начинот на исхраната, бројот на оброците и составот на храната. Приготвуваме различни јадења, а исто така и овој вид колбаси. Овој колбас содржи малку калории, а многу витамини. Составен е од урда, гриз од пченица и малку сол. Покрај тоа најмногу подготвуваме јадења кои се добри и содржат многу витамини и минерални материи, а имаат малку калории. Овој сендвич е многу добар. Направен е од леп и прехранбени продукти кои се нискокалорични. И дома правам сличен сендвич, само со повеќе леп. Во него ставам салама, сланина и краставица.
Smo imeli zdravniški pregled. Бевме на лекарски преглед и лекарот констатира дека некои од нас, момчињата, сме дебели повеќе од колку што е потребно. Dušica tudi ni preveč vitka in smo lepo se zmenili. Добро е што учителката исто така не е баш слаба. Тај ќе се потрудиме да ославнеме заедно. Подобро е така заеднички, отколку тоа секој сам да го прави. Мислиме приближно вака, секоја недела да имаме еднаш во петоците 3, потоа вежби на часот по физкултура. Што се однесува до диетата, не сме доволно строги. Чекаме на предавање што треба да го имаме за здравата исхрана, на кое би присуствувале и нашите родители. Na katerim bi bili tudi naši starši. Како родителите ја прифаќаат замислата за слабењето? Мајка ми малку се насмеа, а инаку не сум ми кажал се точно. Дали тоа го правите само заради советот на лекарот или... Според мене и заради тоа што сме девојчина. Не слабееме заради срцето, туку заради тоа што момчињата повеќе се загледуваат во стројните девојчиња. Тоа е кај девојчињата еден голем поттик. Тоа е сосема нормално. Кажи ми, што јадеш, каков е твојот режим на исхрана? Многу сакам убава храна. Само ако гледам според својот стомак, тоа е погрешно. Што јадеш, например, како појадуваш? Појадувам, понекогаш ништо. Така, излегувам од дома и потоа во училиштето ужинам. Што ужинаш? Кога е нешто добро, повеќе изедувам, инаку го оставам. Што е тоа добро? Да речеме, кога има путер и мед на леб намачкани, чај и љубљанска салама или нешто слично. Потоа кога јадеш повторно? Потоа попладне во 2, кога мама доаѓа дома и готви ручек. Понекогаш јас пред тоа нешто каснувам. А потоа уште и ручеш кога ќе дојде мајка ти? Сосема разбирливо. Што ручате главно? Понекогаш крвавици или палачинки, кои се мој специјалитет и честопати јас ги правам. Пред 10-15 години, кај нашите деца од школска возраст, при систематските и здравствените прегледи, забележувавме поголем број слабо хранети деца, со сите знаци што се карактеристични за слабо хранетите деца. Затоа тогаш сите наши напори беа насочени пред се кон тоа да се организира здрава исхрана на тие деца во нашите школски кујни. V smislu zdrave prehrane in to z našimi šolskimi mlečnimi kuhinjami. Danes se situacija... Денес ситуацијата во многу нешто се менува. При систематските и здравствените прегледи забележуваме дека децата се добро хранети, а забележуваме и доста дебели деца. Затоа сме многу внимателни кон овој проблем. Знаеме дека исхраната е многу изменета. Калоричните вредности се зголемени, дури се и преголеми. Сепак се јавува проблем во правилниот состав на храната, во смисла на тоа што се уште е недоволна храната богата со белковини, витамини и минерали. Исто така и дневните оброци не се правилно распоредени. Сигурно е дека во Словенија се уште имаме краишта каде што прашањето на слабата исхрана е од таков карактер каква што некогаш ја забележувавме во Љубљана. Тоа се уште е голем проблем. Колку ослабнавте вие? Во една година ослабнав 68 килограми. Како дошло до тоа да сте имале толкава тежина?
Знаете, јас почнав да се здебелувам по последното дете, инаку имам 3 деца и тоа сосема подсвесно. По 20 години веќе имав 30 одвишни килограми. Потоа почнав лошо да се чувствувам. Не можев да одам и тогаш го основа ова заслабење. Дојдов овде и бев примена. 3 пати бев на клиника. Pa to ni bilo nič narobe. Дали нешто не беше во ред со вашите жлезди? Не. Ништо не најдоа, само од дебелината имав зголемен крвен притисок. In to je vse in s tem šlo nazaj. Pa od česa? Од што се здебеливте? Od tega sem preveč. Сигурно од тоа што многу јадев. Количински не многу, мислам наеднаш. Ampak vedno Често сум била сама и с додевноста сум ја убивала со храна. Секогаш јадев помалку. veliko sem bila sama in vedno po malem. Tako da bi naenkrat veliko jedla, to jaz nisem. Ampak zdaj, če gledate Сега, ако nazaj, погледнете назад на својата исхрана, дали сте јаделе многу? Да бидам искрена, многу. Jaz priznam, ne, veliko. Болните, ако воопшто можеме да ги наречеме болни, доаѓаат во амбулантата. Сите доаѓаат со мисла дека се дебели затоа што се болни. Debeli zato, ker so bolni. Največkrat jih Најчесто сме принудени да ги разочараме и да им кажеме дека се болни затоа што се дебели. to verjetno ni. Тоа веројатно не е она што сакаат да го слушнат. Poskušamo jim pa da Настојуваме да им докажеме дека тоа е убава работа, бидејќи тоа е болест што може да се излекува. bolezen, ki se jo da odpraviti. Se pravi, oni se lahko shujšajo. Значи можат да ослабнат и да се ослободат од дебелината и тоа на многу едноставен начин, помалку да јадат. Ми се чини дека подебели се оние луѓе кои како деца биле прехранети. Мораме да знаеме дека бројот на масните клетки се формираат уште од раната детска возраст, па се до пубертетот. Že v zelo zgodnem otroškem obdobju, tja nekje do pubertete. In ko se kasneje И кога подоцна во амбулантата се среќаваме со оздебелениот полник, можеме да постигнеме со намалено консумирање на храна тој да ослабне. zmanjšanim vnosom hrane shujša, Ослабнува на тој начин што ги испразнува масните клетки, но не може да го редуцира и нивниот број. ne more pa seveda reducirati, zmanjšati števila maščobnih celic. Ko sem začela, sem imela Кога почнав, имав 132 килограма, а сега колку ослабнавте? Сега имам 80. За 5 месеци? Каква диета применувавте? Doma sem imela 500 Дома земав по 500 калории. Кога бев во болницата 5 дена постев, а 2 дена добивав по 500 калории. Потоа пак земав по 500 калории и 2 дена постев дома. Дали утврдија поради што имавте толкава тежина? Не, ништо. Се е во ред. И срцето и белиот дроб ми ги снимија, се е здраво. Колку време бевте толку дебели? Уште од малечка. Дали сте јаделе многу? Да, секогаш погрешно сум се хранела. Навечер скоро секогаш сум јадела силна храна. Што, на пример? Лепота, сланина. Такви работи, само мрсни. Свинска маст? Да, дома имавме свинска маст. Бев единица и имав се во изобилие. Дали тоа што бевте дебели ви пречеше само од естетска гледна точка или пак имавте и други тешкоти? Во почетокот имав проблеми со притисокот. Сега за време од 1 месец ми се стимна и е во нормални граници. za mojo starost. Како се храните сега? Jaz zdaj imam Сега земам по 500 калории. Што јадете? zajtrk За појадок половина виршла, pohod z malco, kakšen jabolk, за ужина јаболче, за ручек бистра супа, 2 deci je predpisano копан од кокошка и салата без масло. kurji beder, 12 dek prav stehtano, solato brez olja. Ali pa popoldne, če še kaj. А попладне? Dobro, če ne, pa Понекогаш нешто каснувам, а понекогаш ништо, така сум свикнала. И не сте гладни? Не, воопшто не.
A imate zmer takole kompletna kosila? Da li sekogaš imate toliko kompleten ruček so supa so šnicli? Sekogaš, ruček sekogaš. Во колку часот обично ручате? Во 4. Сега е веќе 6 часот. Што се си јадел денеска? Бакрдан со... Потоа? Ништо особено, сендвич. Дали наутро вие појадувате? Не. Обично ужинам на работа. Што ужинате? Вариво. Потоа во 2 доаѓаме од работа и ако не е сготвено од порано, излегуваме и ручаме надвор. На кој начин подготвен компир најмногу ви се допаѓа? V kakšni obliki imate najrajši krompir? Јас пržen компир, помфри. Пržen компир и пире. S čim pa Со што обично го подпржувате? Со мас. Koliko masti pa porabite? Колку мас трошите месечно? 3 до 4 килограми. Pa olje? А масло? Масло 5 до 6 литри. Koliko porabite za hrano na mesec? Колку трошите месечно за храна? Од 350 до 400.000. A zelenjavo? А зеленчук купувате ли? Te ali Зеленчук произведуваме дома. Имаме бавчичка. Papať. Môžeš A papať. meso vsak dan Boš jeste? več zrasel. Večino, ki je najhitrejše narejeno. Ne? Još koga voli. Ulja kozarce ne za kokovo. Hoče. Kaj? Unje se dajo. Kako bi vi ocenili, kakšna je Како вие ја оценувате вашата исхрана? Дали е добра, средна, количински многу или малку? Според мене средна. A ste vi, ki ste bili mlajši? Дали вие повеќе работевте физичка работа кога бевте помлади или сега? Не, кога бев млад, работев повеќе. Каква беше исхраната тогаш? Ne vem. Не знам. Mi se je slabo. Во тоа време храната беше поедноставна, додека сега, Tako bolj enostavna, zdaj pa... A vi osebno дали сега повеќе јадете? Не, сигурно не јадам повеќе. Дали имате чувство дека јадете малку или многу? Малку. Особено малку јадам тесто. Лекарот ми советуваше малку да ослабнам, а и инаку не ми се допаѓа таа храна. A vi, Zdaj ki pa lače nočem biti, pa raj kruha nočem, pa pač tako testi mi, pa tudi pašejo meni. No, boste pila. a vi, ki veste, koliko Дали вие kalorij може ima би знаете колку калории ви се потребни за секојдневен живот? Не, не знам. se niste nič zdravili, Зар не сте разговарале со лекарот за тоа? koliko bi bilo treba? Не. Če žena ve za Може би жената знае. A vi kdaj premišljate? Дали вие размислувате за тоа исхраната да ви биде разновидна? Да, готвам разновидна храна. Многу употребувам зеленчуци, а скоро секогаш имаме и вариво. Kalorijah premišljali? Če bi mogla zaradi sebe, mogoče, zdaj pa ne bi treba. Kaj pa zaradi moža? Дали сте размислувале колку е тоа во калории? Кога би можела, тоа може би го правеле заради себе, а заради мажот, јас имам таков маж што zakaj smo ga bolj žela. ајде, ајде, зошто ме зеде тогаш?
Spored našite opiti, možeme da konstatirаме дека доста голем процент од пациентите ја подценуваат калоричната вредност на исхраната и имаат многу нејасни погледи за калоричната вредност на одделни прехранбени состојки. Голем број од испитаните, заради начинот на живење или пак заради слабење, изоставува одделни оброци и другите еден или два оброка, количински калорично се многу изобилни. Последица од тоа е неравномерното преливање на калориите, што се разбира не влијае поволно. Доста често забележуваме дека луѓето со ексцесите во исхраната го компензираат недостигот сон или психички оптоварености. Можам да заклучам дека исхраната на повеќето луѓе кои доаѓаат прв пат во оваа амбуланта не е адекватна. Мастите во оваа крв се во границите на нормалата и таа е сосема бистра. Во оваа се нешто зголемени и е малку заматена. Во оваа крв пак мастите се значајно зголемени и крвта изгледа како млеко, млечна крв, или како што го нарекуваме ние, млечен серум. Врската меѓу исхраната и настанувањето на артериосклерозата денеска е докажана. Знаеме дека неправилната исхрана, а пред се мастите и некои јаглени хидрати, условуваат таложење на тие масти под зидовите на жилите. Во името на вистината мораме да кажеме дека таложењето на мастите под зидовите на жилите веќе започнува во втората деценија од животот. Тоа наталожување продолжува во текот на целиот живот. Знаци за заболување поради тоа таложење човекот во почетокот нема. Знаците за заболување се јавуваат дури тогаш кога ќе дојде до такви стеснувања на пропусноста на жилите, во случајов на нашите артерии, што веќе страда прехранувањето на ткивото кое таа жила го хранела. В другем деценију прие до маленкоснега зожења. Стеснувањето на крвните садови расте процентуално со годините, но како што реков пред малку, симптомите се јавуваат доста доцна и тоа тогаш кога ќе дојде до 75% намалување на пропусноста на жилите. Тогаш настапуваат тешките појави на артериосклерозата, како што се капка на срцето, срцев-удар, капка на мозокот, гангрени при кои крајните екстремитети за жал често завршуваат со ампутација. Артериосклероза код со срчна кап, можганска кап, гангрене сподних окончинки, на жалост ле превеликократ кончају фатално за ампутацијами. Мислим да е то Мислам дека тоа треба да се знае, бидејќи може со адекватна диета, со адекватна исхрана, ако не да се спречи, да се задоцни развојот на артериосклерозата во таа смисла, што клиничките знаци на артериосклерозата ќе се појават подоцна. Сушност, тоа е целта на правилната исхрана. Клиничних знаков артериосклерозе во зело касних жиленских обдоби. И мислим да е то цилј
in smislu prave prehrane. Ne da bi lahko z njo Не со неа сосема да ја спречиме артериосклерозата, туку клиничката манифестација да ја повлечеме во што подлабоката старост, кога веќе се јавуваат и другите знаци на старењето. ko pridejo že tudi drugi znaki staranja do izraza.